Вчера не учествувавте на координацијата, беше откажана и седница. Каков е вашиот став за понатамо действување во собранието? Вчера во собранието немаше услови да се одржуваат никакви собраниски активности, затоа што поголемот дел од пратениците и не беа овде. Секако морам да кажам дека ние разговараме за надминување на состојбата. Упативме неколку прашања до претседателот на собранието господинот Талат Џафери. Даде одговор на истите и секако најнормално од утре очекуваме да продолжат активностите во собранието. На што се однесуваат прашањата и одговорите кои се? Прашањата со одговорите ќе ви ги каже претседателот на собранието Талат Џафери. Секако ние упативме прашања во однос на тоа зошто во рамки на времето во кое што требаше да заврши седницата за одземање на имунитетот на пратеникот Трајко Велјановски, согласно деловникот член 60, знаеме дека претседателот организира и менаџира со седниците и затоа само тој може да ни даде конкретни одговори. Какви се сега односите на СДСМ ДУИ, како би можело да се разреши, односно дали една од разрешниците се евентуални брзи избори? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со ДУИ се во активна коалиција. Можам слободно да ви кажам дека и вчера имаше владина седница на која се носеа низа мерки кои што се од интерес на граѓаните. Секако сите партиски несогласувања се надминуваат со разговор. Ама и таму имало проблеми и разлики околу СЈО законот, односно Немам информации, за тоа ќе се обратите да ви дадат одговори од влада. Што ќе се разговарало? Кажам како го коментирате присуствувањето на ВМРО ДПМН и дали може да биде доведени во стачни на реформите? Процесот на Жан Моне е многу важен од аспект на спроведување на реформите во интерес на сите граѓани на Република Северна Македонија. Јас искрено жалам што ВМРО ДПМН исклучиво заради нивни внатрепартиски тесни интереси одлучија да не учествуваат во самиот процес. Впрочем, во истиот тој процес се решаваат и се надминуваат преку разговор, преку диалог, преку компромиси, сите разлики и сите несогласувања кои што ги имаме. Нормално, кога еден од чинителите не сака да учествува во тој процес кој што е суштинска важност за граѓаните, треба да понесе соодветна одговорност. Но ве упатувам за тоа најдобар одговор да добиете токму од овде од зградата на ВМРО ДПМН. Да се надмине оваа ситуација и да добиете поддршка за системските закони? Ако се водиме од интересите на граѓаните на Република Северна Македонија, а тоа треба да ни биде императив во нашето одлучување при нашето политичко действување, секако дека сум оптимист, ако искрено и мислиме добро на државата и на граѓаните. Во ситуацијата со Џафери, дали може би се размислува за интерпелација да се поднесе за него? Раководството на партијата ќе имаме координација, не мислам дека би оделена чекорна интерпелација, секако нормално е да во коалицијата произлегуваат секакви несогласувања и тие несогласувања треба да се разговараат во рамките на коалицијата. Рековте дека треба да се разговараат, меѓутоа има ли закажано состанок средба Заев Ахмети? Очекувам вечерва раководството на СДСМ да се има редовна координација, на која што координација ќе се разгледуваат сите аспекти, сите актуелни политички случувања. Не мора да значи дека се носат одлуки, нормално во рамки на коалицијата разговараме редовно, имаме редовни разговори, координации, каде што се пеглаат или се координираат таквите случувања. Меѓутоа тоа е внатре во партијата, прашувам за разговори. Очекуваме во текот на денот, доколку има нешто најавено, секако вие медиумите, пошироката јавност ќе биде навремено запознаена. За сега нема ништо. За сега нема. Зашто конкретно разговараме? Како? Зашто конкретно координација да ќе биде вечерва? Овака, тоа си е редовна координација која што имаме еднаш, два пати, три пати неделно во зависност од потребите. Знаете што е актуелно. Веќе навршува постапката околу конгресот кој што треба да се одржи на 3 март согласно одлуката на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, да ги видиме кандидатите. Веројатно ќе се разговара околу можностите за настап на заеднички кандидат, што е нешто добро и е здраво за државата. Тоа ќе бидат сите актуелни теми, ќе се разговараат. Кога се враќате во собрание? Она што јас знам дека утре треба да има пратенички прашања, така да мислам дека ќе бидеме сите на пратенички прашања.